Добар ден на сите, Мирдита Джилве. Пред 2 дена Европската комисија ја објави стратегијата за проширување на Европската унија со Западен Балкан. Овие 2 дена Секретаријатот за европски прашања прво направи превод на стратегијата на македонски и на албански јазик, меѓутоа направи и длабинска анализа на истата. Сакаме денеска да ја презентираме пред вас таа анализа, меѓутоа и ставовите на владата по однос на конкретните прашања кои што ги поставува ова анализа, имајќи предвид дека една од основните пораки на самата стратегија е дека членството во Европската унија не е само технички процес, туку целосна трансформација на општеството. За таква трансформација треба вклучување на сите, а за да се вклучат сите треба да бидат информирани сите, а клучна улога во таа информирање на сите општествени слоеви на граѓаните имате вие медиумите и затоа оваа цел е да ве информираме, да ви ја презентираме стратегијата, кои се очекувањата, за да може да го вклучиме целото општество во тие очекувања на Европската унија. Може да одиме на следниот слайд. Кои се клучните елементи на стратегијата? Прво, дека Европската комисија ја потврдува европската иднина на земите од Западен Балкан. Односно, основната порака е дека земите од Западен Балкан се географски во Европа, а со тоа и политички ќе бидат членки на Европската унија, односно пораката дека Европската унија ќе биде повеќе од 27 членки, што представува континуитет на политиката кон регионот лансирана уште во 2003 година на Солунскиот самит. Потоа дека оваа стратегија е историски прозорец на можноста, меѓутоа и заради фактот што се гледа како дел од севкупната стратегија за зајакнување на Европската унија, водејќи се по премисата дека Европската унија прво треба да биде силна, за да потоа биде поголема. Односно, проширувањето како еден од најуспешните проекти на Европската унија исто така продолжува да има важно место во вкупната стратегија за Европската унија за понатамошен развој. Вториот елемент, односно третиот елемент во овој случај е природната ориентација на земите од Западен Балкан кон Европската унија. Прво, фактот дека сите земји од Западен Балкан имаат подпишано спогодба за стабилизација и асоциација со Европската унија и веќе се на некој начин во контрактуелен, во договорен однос со самата Европска унија, меѓутоа и фактот дека има трговска размена од 43 милиарди евра во 2006 година со земите од Европската унија, меѓутоа и инвестиции од Европската унија во земите од Западен Балкан во вредност од 10 милиарди евра со потенцијал за понатамошно растење на оваа бројка. Потоа дека целосното интегрирање на Западен Балкан е во интерес и на земите од Западен Балкан, бидејќи е најголемата трансформирачка сила, мотивирачка сила за трансформација на општествата од Западниот Балкан е токму перспективата за членство во Европската унија, односно што би се рекло дека трансформацијата се движи на европско гориво, односно на европски погон, меѓутоа тоа што важно го заклучува Европската комисија во стратегијата дека проширувањето на Европската унија со земите од Западен Балкан е од стратешки интерес за самата Европска унија и тоа на политички, на економски и на безбедносен аспект. И последното, тоа што веќе го кажав, дека процесот на пристапување не е само технички процес, туку е процес на длабока трансформација на целокупното општество. Сега, ова е во однос на целиот регион. Што значи за Република Македонија? Ако се сеќавате, тие што беа на еден од брифинзите пред стратегијата, јас ги искажав нашите очекувања, со што би биле задоволни со стратегијата. Рековме под едно стратегијата да го валоризира успехот на Република Македонија во делот на реформите,
По два, да даде чиста препорака и можност за започнување на преговори, и по три, да нема диференцирање на земите по однос на можноста за членство, туку по принципот, што би рекол Хан на вчерашната изјава, проширувањето не е конвој, туку е регата. Што значи дека кога ќе им се даде веќе можност на земите да се надпреваруваат, секоја може да ја престигне другата. Што значи дека и Македонија со овој вординг кој што е даден од стратегијата, беше дел од нашите очекувања, и причина зашто ние сме задоволни со стратегијата е фактот што вели дека кога Македонија ќе почне да преговара, може да ги пристигне и првенците во процесот, доколку тоа го покажува со резултати. Ние тоа го посакувавме затоа што Македонија е најстара во овој процес. И пред Србија, и пред Црна Гора, и пред сите други држави од Западен Балкан. Има подпишано договор за стабилизација од 2001 година, кандидат од 2005. И има најмногу напреднато во процесот на хармонизација на европското законодавство и трансформација на општеството, и тука нормално дека ни е потребен тој поттик и таа надеж дека ако почнеме преговори 2019, ние можеме да ги престигнеме и земите кои што во моментот се првенци, а се првенци заради тоа што веќе имаат започнати преговори. Меѓутоа, апсолутно не ни пречи тоа што има првенци во процесот. Ние сме заинтересирани сите земји од Западен Балкан да бидат членки на Европската Унија. Понатаму, кои се следните чекори после објавување на оваа стратегија? Прво, уште на 25 февруари, председателот на Европската комисија, кој што е на некој начин и идеаторот на самата стратегија, почнува турнеја на Западен Балкан, може би символично, може би не, но нас ни е драго дека таа турнеја почнува токму од Скопје на 25 февруари. Важен момент за презентирање на стратегијата, но и важен момент за охрабрување на владите да ги дуплираат напорите со цел постигнување на овие нови скратени таргети. Потоа е 17 април, важен момент на објавување на редовниот извештај на Европската Унија. Порано знаете дека се објавува некаде во октомври, сега со новиот циклус во април. Во април очекуваме чиста 8 препорака, 9-та препорака всушност на Европската комисија до Советот на Европската Унија за започнување на преговори. Потоа е 17 мај, каде што кога се одржува самитот за Западен Балкан во Софија, важен самит каде што треба да се бетонира европската перспектива и каде во заклучоците ќе бидат и заклучоците од самата стратегија за проширување. И се разбира, тоа не води кон јуни, кога и треба Советот на Европската Унија да донесе одлука. Наше очекување се разбира, доколку при тоа го решиме билатералниот спор, да добиеме датум за започнување на преговори. Во јули председавањето со Европската Унија го превзема Австрија. Тоа ни е важно, бидејќи има континуитет на држави кои што имаат значителен интерес и фокус за регионот. Значи, после Бугарија превзема Австрија, а потоа превзема на почетокот на 2019 Романија, исто така земја со голем интерес за регионот. Значи, имаме еден прозорец, затоа велиме историски прозорец на можноста, каде и Европската Унија ќе ја преседаваат земји од регионот, меѓутоа и самата стратегија покажува фокус на целата Европска Унија кон оваа прашање. Потоа ние во јули лондонскиот самит на Берлинскиот во рамки на Берлинскиот процес, кој што исто така треба да даде додатна вредност на регионалната соработка и на подготвувањето на земите за членство. Понатаму. Сега ќе одам накратко во деловите на самата стратегија. Прво, самиот процес е двонасочен и покажува обврските кои што ги имаат земите од Западен Балкан во смисла на реформи и подготвување на истите за да може да ги постигнат стандардите за членство. Меѓутоа, тоа што е важно е дека и дава листа на прашања кои што Европската Унија исто така е должна кон Западен Балкан, односно треба да ги спроведе за да ги подготви земите за самото членство. Сега, во однос на првиот дел, кредибилна перспектива на проширување бара кредибилни напори и реформи во Западен Балкан, кои се ставовите на самата стратегија. Прво, дека нема да има членство
без исполнување на стандарди, без исполнување на критериумите од членот 49 од договорот за ЕУ и Копенхашките критериуми. Во моментот стратегијата вели ни една земја од Западен Балкан не ги исполнува сите тие критериуми, односно и политичките, и економските, и можноста за прифаќање на притисокот од конкурентноста. Потоа, придружувањето во ЕУ е избор. Значи, не може да има дилеми по однос на стратешката ориентација на државите за членство во Европската Унија. Мислам дека ова не се однесува на Република Македонија, бидејќи ние немаме дилеми ниту во однос на јавното мислење кое што е до 80% за членство, ниту за релевантните политички партии. Во Македонија нема политичка партија која што е против членството во Европската Унија. Све зависи од властите со поддршка на нивните општества, значи ова е инклузивен процес, да, власта е таа што е одговорна, меѓутоа реков дека ова е процес на целокупна трансформација на општеството во кој што секој еден чинител има улога во процесот. И граѓаните ќе бидат тие кои што ќе пресудат на сопствените влади доколку не успеваат да ја искористат ова историска рамка на можност која што ја нуди Европската Унија. Понатаму стратегијата ги утврдува клучните одредници, владењето на правото, фундаменталните права и доброто управување, добројот менеджмент се една од клучните одредници за одржлив напредок и тука подразбира гарантирање независност, квалитет и ефикасност на судски систем, искоренување на корупција со силни независни институции и управување со јавните финансии, реформа на јавна администрација и воспоставување на инклузивни структурирани диалози. Примена на правила и стандарди на Европската Унија, помирување, добрососедски односи, регионална соработка. Јасна е пораката, Европската Унија нема да импортира отворени спорови во самата Унија. Значи, ниту во односите на Македонија со соседите, ниту на другите држави со соседите. Предуслов за членство е затварање на овие прашање. Тоа за нас значи затварање на спорот во однос на името. Потоа, стратегијата ги дава следните чекори од кои што на пат на земите од Западен Балкан и тие се следни. Црна Гора и Србија се првенци во моментот. Македонија и Албанија прават значителен напредок на нивниот европски пат и комисијата е спремна да подготви препораки за да отвори пристапни преговори врз основа на исполнети услови. Со одржлив напор и ангажман Босна Херцеговина може да стане кандидат и Косово има можност за напредок доколку тоа го дозволат објективните критериуми. И потоа индикативно илустрирање, нема да влезам ја во индикативното илустрирање на секоја од државите. Понатаму, стратегијата ги дава обврските на Европската Унија за помагање на самиот регион и на земите од Западен Балкан. Кои се основните пораки тука? ЕУ треба да го зајакне ангажирањето во политиките со Западен Балкан, фокусирајќи се на областите од заеднички интерес и самата стратегија ги утврдува областите кои што ги имате од другата страна. Значи, владење на право, безбедност и миграции, поддршка на социјоекономскиот развој, зголемување на конективноста, на поврзаноста, дигиталната агенда и помирување и добрососедски односи. Може би овие звучат абстрактни поими, меѓутоа има конкретни чекори кои што ќе значат бенефит за граѓаните во секој од овие области. Потоа, Европската Унија треба да се подготвува за прием на нови членки, прво институционално, значи нашиот страв, кој што го имавме, дека може би со членство на една од државите пред другите, таа може да ги кочи потоа државите кои што доаѓаат, стратегијата го третира со давање на или не давање на можност земјите кои што први ќе станаат членки да може да ги блокираат другите. И второ, вели Европската Унија мора да биде силна пред да стане голема, што значи дека нема да може да се искористи правото на вето со сите држави кои што ќе станат членки за сите прашања. Туку ќе се воспостави систем на квалификувано мнозинство за поголем број од прашањата кои што се однесуваат и на проширувањето и на внатрешниот пазар. Со тоа се исклучува таа можност за давање на вето доколку една од земјите во тој процес на регата
кој ги исполнува условите влегува прв, да може да ги кочи другите. Тоа е многу важно за сите држави од самиот регион. Потоа Европската Унија треба да си обезбеди финансиски средства. Знаете дека сега почнува планирање на буџетот, 7-годишниот буџет на Европската Унија и мора да се предвидат и треба да се предвидат средства за новите земји кои што треба да станат членки, меѓутоа и самата предпристапна помош која е околу 9 милиарди евра во последните години, се очекува Европската Унија значително да ја зголеми таа помош до 2020 година, а само во 2018 има милиарда евра предпристапна помош за земјите од Западен Балкан. Понатаму, исто така, стратегијата дава акцијски план за трансформација на општеството со така наречени 6 носечки иницијативи, кои што значат конкретни мерки, што Европската Унија ќе ги преземе во следните области. Зајакнување на владењето на правото, прво преку зајакнување на акцијските планови кои што и така ги правиме преку 369, преку други реформски проекти, меѓутоа додатни советодавни мисии на Европската комисија во делот на хармонизација на законодавството и имплементирање на законите кои што значат владење на право, поддршка на социоекономскиот развој, во смисла на можност за вработување на младите, во смисла на образование, можности за образование, мобилност на студенти и така натаму. Дигитална агенда за Западен Балкан, преку укинување на роамингот, преку широкопојасен интернет, иницијатива во вклучување на безбедноста и миграцијата, преку Frontex, доминантна иницијатива за транспортна и енергетска поврзаност и поддршка и помирување на добрососедските односи. Ако одиме понатаму, јас ги издвоив само некои прашања кои што може да бидат конкретен бенефит за граѓаните. Например, од самата стратегија и самиот период до членство во Европската Унија. Прво за бизнис заедницата. Стратегијата ќе значи и пари и мерки за поддршка на приватниот сектор, за помагање на стартапите и почетните фирми, олеснување на трговијата, лансирање на пилот проект во стручното образование, стимулирање на стручното образование, потоа во однос на младите, соработка во култура и спорт, регионална шема за мобилност, проширување на обемот на РИКО. И генерално за граѓаните, како што реков, намалување на трошоци за роаминг, широкопојасен интернет, енергетско инфраструктурно поврзување, ефикасна администрација, владење на право и така натаму, кои што се придобивки за секој од граѓаните. И на крај, кои се заклучоците од самата стратегија? Прво, дека иднината на регионот, како составен дел на ЕУ, е политички, безбедносен и економски интерес на Унијата. Политиката на проширување е дел од пошироката стратегија за зајакнување на Унијата, значи проширувањето останува високо во приоритетите на Европската Унија. Пристапувањето е заснован процес целосно на заслуги, зависен од објективниот напредок. Значи не е преферирање, не е диференцирање, не е конвој, туку регата. Кој ги исполни условите, тој влегува прв, независно дали е првенец, дали е последен во групата. Тој што трча најмногу, тој ќе стигне прв на целта. Потоа, земјите од Западен Балкан треба да спроведат сеопфатни реформи во клучните области, а областите ги спомнав кои се: владење на право, конкуренција, односно пазарна економија, безбедност, миграција и помирување, и надминување на остатоците од минатото преку помирување и решавање на отворените прашања. Тоа се клучните поенти од стратегијата. Задоволени се нашите очекувања во делот на можностите што ги дава, валоризирањето на тоа што е постигнато како влада и како држава во целина, меѓутоа и можностите да ја постигнеме целта која што е дадена за целиот регион. Благодарам на вниманието. Етош ќе мост прсаритем на Шчип për gjitha këto slajde, do ju lejoj që pyetje të cilat mund keni interes për opinionin, të përgjigjem natyrisht në Shqip, që për shkak kohës mos t'i përsëris gjithë prezentimin në gjuhën shqipe, por do t'ua japim në formë të shkruar edhe prezentimin edhe strategjinë në gjuhën shqipe.
Para publikimit strategjisë 2025 u kryu përshtypja se viti 2025 do t'jetë viti antarësimit. Mirë po, Zoja Mogherini tha se strategjia 2025 është një perspektiv, është një strategji dhe nuk do të thot vit i antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që Euroambasadori Zhbogar tha se dinamika e zbatimit të reformave nuk premton shumë. Kështu. Fillimisht viti 2025 është vit i mundësisë për antarësim. Do me thënë, nuk është vit fiks për antarësim, po vit që jep mundësi po që se plotësohen kushtet. Prandaj thash që i gjithë procesi bazohet në sistemin e meritave. Në dy, mos të harrojmë që pas vitit 2007, në vitin 2006, Komisioni Evropian kishte vendosur datë fiks për antarësimin e Bullgarisë dhe Romanisë për 1 janar 2007. Për shkak se ishte afati fiks, këto dy vende u pranuan, por kishte reagimet shumëta nga vendet anëtare se fiksimi i datës e kufizon Bashkimin Evropian dhe vendet në realizimin e reformave. Prej ati momenti, Komisioni Evropian e ndron strategjinë dhe nuk jep më afate kohore për antarësim të cilit do vend. Dhe kjo është hera e parë që Bashkimi Evropian, Komisioni, përsëri rikthen strategjin paraprake dhe i kthehet asaj çështje se duhet të jep afate kohore, se me dhënien e afateve kohore i jep kredibilitet gjithë procesit. Prandaj fillimisht ne jemi të kënaqur që janë dhënë afate kohore, se është një shift, një ndryshim nga strategjia e mëparshme e mosdhënies së afateve, po është e mirë që data është fleksibile, se po të ishte fiks 2025 për Serbinë dhe Malin e Zi, shpresa do të ishin më të vogla për Maqedoninë, Shqipërinë dhe vende tjera. Fakti që kemi një datë target 2025, por datë fleksibile për gjitha vendet, neve na jep shpresë dhe mundësi dhe inkurajim që të vazhdojmë realizimin e reformave dhe të kapim këtë datë të mundshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Reformat do jetë, natyrisht se nuk do jetë proces i lehtë, do të thotë angazhim i tërësishëm i gjithë shoqërisë në transformimin e shtetit, transformimin e shoqërisë këtu në vend, por është me rëndësi të kemi mundësinë, pastaj do varet gjithçka prej nesh, kurse ishte një vlerësim i strategjisë, populli do jetë ai i cili do të vlerëson se sa kanë realizuar qeveritë për të kapur këtë mundësi historike që jep Bashkimi Evropian. Të komentoni këtë deklaratën e Zhbogarit se tha dinamika e reformave nuk premton shumë. Unë nuk do paragjykoja në këtë drejtim, kemi afatin 2025, kemi një dinamik ose fushat të cilat janë paracaktuara për të dhënë fokus i shtete, unë do e lë 2025 si target edhe për Maqedoninë. Po kur jemi dhe konsensusi politik i cili një pak me përblokane dhe miratimin e shëndigjeve që do të përskojëson të edhe Maqedoninë në Bashkimin Evropian. Që të zbërën në drejtim që arrit konsensusi politik dhe kemi miratim të ligjeve? Prandaj thash se edhe për kundër faktit që qeveria është bartës e procesive të transformimit shoqërisë, kjo është proces që përket gjithë shoqërinë. Dhe kontributi i secilit do të përcaktoj dinamikën e këtij transformimi. Qeveria do jetë ajo kryesorja që do të përcakton dinamikën, po edhe opozita do të përcakton dinamikën e progresit shtetit. Dhe opozita mban përgjegjësinë para qytetarëve, sikur që mban edhe qeveria në përcaktimin e kësaj dinamike. Por edhe secili prej nesh individualisht mban përgjegjësinë se a do jemi pjesë e këtij transformimi të shoqërisë që e kërkon Bashkimi Evropian. Ne do bëjmë çmos si qeveri, që të shtrim dorën e bashkëpunimit me opozitën. Të jemi konstruktiv, të mundsojmë një proces inkluziv të debatit për gjitha çështjet e interesit të përbashkët. Do të mbetet vendimi tyre se si do të sillen në këtë mundësi historike dhe qytetarët do jenë ata të cilët do të vlerësojnë punën e secilës parti politike dhe secilit prej nesh që kemi përgjegjësi publike. Zoti Osmani, një nga postulatet e strategjisë ishte edhe fqinësia e mirë. Respektivisht edhe Eurokomisari Han deklaroi se Bashkimi Evropian nuk do të merr brenda vetes një vend që ka të pasgjidhura çështjet e hapura me fqinjet. Në këtë drejtim, sa mendoni se Maqedonia do të mund ta zgjedhë kontesin me emrin, që si rrjedhoi të merr edhe datën për fillimin e bisedimeve në qershor? Kështu, unë mendoj që ne duhet të jemi të sinqert me qytetarët. Nuk ka antarësim në BE pa e mbyllur çështjen e emrit. Nuk ka antarësim në NATO pa e mbyllur çështjen e emrit. Secili që mendon ndryshe, ose nuk e din këtë punë, ose nuk është i sinqert me qytetarët.
Kjo nuk do jetë e rëndësishme, gjitha këto mundësi që jep Bashkimi Evropian nëpërmjet strategjisë, vetëm e vetëm, nëse ne do të mbyllim çështjen e emrit. Edhe unë prandaj nuk shoh alternativë. Optimizmi im nuk bazohet vetëm në vullnetin ton për të zgjidhur çështjen, as vullnetin në Greqi, edhe pse ajo është dominant në përcaktimin e dinamikës. Optimizmi im bazohet në faktin se ne nuk kemi alternativë tjetër. Edhe prandaj ne duhet të jemi të vetëdijshëm se ne duhet mbyllim çështjen për të pasur shpresë për të vazhduar në këtë rrugë. Pa e mbyllur këtë çështje, gjithçka është e kotë. Osmani, nëse mundet shqip pikat kryesore nga konkluzat që kanë dalë nga raporti apo detyrat që i keni planifikuar të i bënin kuadër të këtij procesi. Dhe pyetja nëse mundet shoh tek sundimi i ligjit, ka komisione që do të mbikëqyrin reformat, komisione që do të mbikëqyrin seancat gjyqësore në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. A do të thotë kjo ajo që ishte paralajmëruar se tani çdo ndryshim apo zbatim i reformave gjyqësore do të ndjeket drejt për drejt nga përfaqësues Bashkimit Evropian? Kjo do të thotë involvim më i drejt për drejt i Komisionit Evropian në vendet e Ballkanit Perëndimor. Detajet se çfarë instrumente do të shfrytëzohen për këtë proces do të përcaktohen në muajin mars, kur në mbledhjet Komisionit Evropian do të detajohen këto konkluza dhe do jepet një dinamik dhe cilat instrumente dhe mekanizma do të përdoren, për atë do të presim në mars se çka do jep Komisioni Evropian. Fushat të cilët janë kryesore të përcaktuara si indikator kryesor për sukses janë sundimi i të drejtës, sundimi i ligjit, të drejtat fundamentale dhe menaxhimi i drejtë i pushtetit. Përforcimi i ekonomisë, aplikimi i rregullave dhe standardeve të Bashkimit Evropian, pajtimi dhe mbyllja e çështjeve bilaterale ndërmjet shteteve. Domethënë çështja ne i kemi përcaktuar edhe në planin 369 këto shtylla, të cilët janë komplementare me shtyllat të cilat i përcakton strategjia. Reforma në gjyqësor, shërbimet e inteligjencës, administrata publike. Të njëjtat shtylla janë edhe pjesë rekomandimeve të strategjisë si indikator kryesor. Domethënë tani e kemi të qartë se ku duam të arrijmë, kur duam të arrijmë dhe si duam të arrijmë. Të tre pyetjet na i jep strategjia. Tash do të varet prej nesh se çfarë çësje do kemi ndaj këtyre obligimeve, kurse ne do të kemi përgjegjësi ndaj qytetarëve se a do e shfrytëzojmë këtë mundësi të artë historike. Zoti Osmani, në strategji theksohet se Serbia dhe Mali i Zi disi kanë shënuar përparësi në këto procese. Megjithatë, a mendoni se ekziston mundësia e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në PAKO, në tërësi? Komisioneri Evropian dje tha, do të përsëris edhe një herë, ky proces nuk është konvoj, por është regat. Që do të thotë se nuk do ketë antarësim në PAKO, por do ketë antarësim një nga një në bazë të meritave të secilit vend veç e veç. Kjo për ne është e pranueshme dhe e preferueshme, për shkak se ne vlerësojmë se duke qenë se kemi filluar të parët në këtë proces, ne realisht jemi para gjitha vendeve tjera. Serbia dhe Mali i Zi janë para nesh në procesin e negocimit për shkak se atyre u është dhënë mundësia të fillojnë bisedimet. Ne nuk na u është dhënë mundësia edhe pse kemi 8 rekomandime për të fillim bisedimeve. Mirë po vlerësojmë, nëse fillojmë me bisedime, duke qenë se ne kemi përgatitje paraprake gjatë këtij procesi, ne shumë shpejt do t'i arrijmë vendet tjera, bile edhe mund t'i kalojmë nëse në jepet mundësia e vlerësimit individual. Mos të kuptohet kjo se ne na pengon pse Serbia dhe Mali i Zi janë në epërsi në këtë proces. Çdo epërsi i shkon në favor vendeve tjera, për shkak se kjo e ndihmon procesin. Mirë po, duam fer kushte për të garuar. Mendoj që kjo strategji e jep atë mundësi që u jep gjitha vendeve në bazë meritave të arrijnë qëllimit. Prandaj është sistemi i regatave dhe ne e përkrahim dhe mbështesim dhe përgëzojmë këtë qendrim të Bashkimit Evropian. Bazuar nga kjo, mund të presim një rekomandim pa kushtësuar këtë herë? Absolutisht, po në strategji thuhet, por edhe është thënë edhe neve, se Komisioni Evropian vlerëson arritjet e qeverisë në pjesën e reformave, dhe por në gjithë kontekstin politik që po zhvillohet në vend, në relacion me fqinjt, në raport me bashkësitë etnike mbrenda, se Maqedonia meriton një rekomandim të pastërt dhe do ta merr atë rekomandim, është çështje kohe, do jetë ajo në prill
gjatë rekomandimit rregullt apo do jetë më herët, do jetë vlerësim i momentit i Komisionit Evropian. Është edhe një çështje që ndoshta do të ishte në interes të qytetarëve. E dim se çështjen e Rajmundit Maqedonia zgjodhe me Bullgarinë. Ku do pritet që të zgjidhet edhe me Shqipërinë e Kosovës? Është pjesë e strategjisë edhe çështja e roamingut. Ju e dini që në Maqedoni me 8 prill mbahet konferenca digjitale e rajonit, e Bashkimit Evropian, dhe këto janë tema me prioritet lartë edhe në kuadër bashkëpunimit në procesin e Berlinit, por edhe tani në kuadër të rekomandimeve që i jep strategjia. Ashtu që pritet në periudhën që vijon ky proces të intenzifikohet shumë shpejt. Gospodine Osmani, da li imate projekции за тоа колку од средствата предвидени во стратегијата ќе влезат во Македонија и во кои од 6 клучни области кои што ги предвидува самата стратегија? Значи, реков дека во март месец стратегијата предвидува дека Европската комисија ќе има состанок во кој што ќе ја утврди и динамиката, и средствата, и механизмите кои што ќе се користат за имплементација на препораките и овие заклучоци од самата стратегија, така да ќе чекаме тогаш повеќе детали во однос на тоа. Знам дека стратегијата предвидува зголемување значително на средствата за предпристапна помош и тие ќе се алоцираат согласно потребите на државите во една континуирана комуникација со самите држави. Сепак приоритетите ги утврдуваме заеднички со Европската комисија. Там секретаријатот за европски прашања е координативното тело на владата кој што ги ориентира финансиските средства кои што доаѓаат од надвор согласно приоритетите на владата. Така да ќе направиме проценка и согласно на тоа ќе ги ориентираме и средствата. Господин Османи, дали е добро пренесена изјавата на лидерот на Дуи Али Ахмети за грчка телевизија Sky, во која што вели дека во моментов ние сме земја без име, имаме само кратенка ПРМ и се обидуваме преку преговорите да добиеме име кое што би било редовно и конечно. И дали има координација меѓу Ахмети и Заев, затоа што Ахмети за Sky вели дека мнозинството е подготвено да направи уставни измени, а од друга страна премиерот Зоран Заев вели дека уставни промени нема да се прават, бидејќи земјата ги направила во 93-та и сега нема потреба од тоа. Значи, прво, изјавата на Ахмети беше дадена во позитивен контекст. Во смисла дека Република Македонија во меѓународните институции реално е признаена под референцата ФИРОМ, која што ниту е желба на граѓаните, ниту е прифатена од граѓаните, ниту е некое постојано решение. Значи, буквално во меѓународните институции ние имаме некое привремено решение, ние немаме име. И во тој контекст, господинот Ахмети реферира дека преговорите се однесуваат на решавање на тој спор и замена и на референцата со име кое што ќе биде трајно. Зашто привремени решенија за државата не даваат добри сигнали за самата држава. Нас ни треба трајни решенија за трајна држава. Така да, во апсолутен позитивен контекст го има тоа кажано господинот Ахмети. Сега ќе зборам како Дуи, не како вице-премиер. Дуи има конструктивна улога во целиот процес. Вклучена е целосно во процесот. Знаете дека јас сум дел од државната делегација која што гради став по однос на оваа прашање, меѓутоа и господинот Ахмети е дел од лидерските средби и во постојана комуникација со премиерот Заев по однос на оваа прашање. Може би имаме разлики во однос на пристапите, но апсолутно немаме било какви недоразбирања или желби за спречување на процесот, туку тоа се конструктивни разлики и идеи и совети кои што се обидуваат да му помогнат на процесот. Господинот Ахмети е најдолго во овој процес, кој што ги знае ставовите на сите политички партии и одблиску запознат со сите моменти и кога сме биле блиску до решение и кога сме имале замрзнати односи. Господинот Ахмети бил дел од тие процеси, така да апсолутно неговите совети се многу важни и тие ги препознава и Нимиц, меѓутоа ги препознаваат и политичките фактори овде во Република Македонија. Во однос на деталите, референдум, промена на устав, јас мислам дека сега не е време да се отвараат тие прашања. Сега, пак ќе кажам, време е за канализирање на целата
општествена, политичка и неполитичка енергија во наоѓање на решение кое што ќе биде прифатливо, во смисла на формулација. После тоа ќе одиме на чекор 2, чекор 3, чекор 4. Сметам дека е премногу комплексно прашањето, за да може све одеднаш да решиме и да го оптовариме по тоа прашање. Сега разговараме за заеднички прифатливо решение, како ќе се верификува тоа во државата или надвор од нејзе, тоа ќе одлучиме потоа. Edhe një pyetje për politikën e brendshme, përveç grupeve të punës në kuvend mes LSDM-s dhe VMRO-s për ligjet që kanë të bëjnë me reformat, a ka edhe grupe pune mes VMRO-s dhe BDI-s konkretisht për ligjin për përdorimin e gjuhëve? Jo, vlerësuam se është mirë njëherë LSDM dhe VMRO të krijojnë elemente bazike të mirëbesimit dhe komunikimit të ndërsjellë. Ne me LSDM normalisht se jemi në komunikim të përhershëm, për shkak se jemi në qeveri dhe bashkarisht i bëjmë politikat. Në nivel të grupeve parlamentare ekzistojnë komunikime nërmjet deputetëve tonë, deputetëve të VMRO-s ose kryetari i parlamentit me deputet, për shkak se është detyrë e tij për të komunikuar, mirë po nuk ekziston ndonjë komunikim formal në formë të grupeve të punës për të tejkaluar dallimet sa i takon ligjit të gjuhës. Për momentin po bisedojmë me partnerin e koalicionit për pozicionin e përbashkët sa i takon formës miratimit ligjit, dhe kur ta harmonizojmë një qëndrim përbashkët prej opcioneve të dhëna dhe të mundshme, atëherë do t'ua komunikojmë edhe partive tjera në kuvend. Ju falenderit shumë. Imate прашање? Да, времето е релативно кратко до јуни, за да не бидеме прецизни и да не детализираме дали ќе има уставни промени или не. Во тој контекст ми е прашањето, дали Грција ќе има право на вето доколку не се согласи да Македонија не прифати уставни промени, бидејќи спомнавте дека во клучните одредници државите ќе немаат право на вето за процесот на проширување на земјите пристапнички. Значи, не може да има парцијално решение за ова прашање. Или ќе има целосно решение прифатливо целосно од двете држави, или нема да има решение. Така да не може да очекуваме хипотетичка ситуација каде што би имало парцијално решение, па дали тоа Грција ќе биде задоволна за да даде вето или не. Ние сега разговараме да го затвориме прашањето. Ние имаме наши позиции, Грција има своји позиции. Во моментот разговараме за да ги приближиме тие позиции. Има позитивен контекст кој што се случува, позитивна атмосфера, се случуваат некои работи кои што не приближуваат кон затварање на спорот, меѓутоа јасно е дека се уште не имаме исти позиции, иначе би имале решение. И затоа се појавуваат овие разлики кои што ги имаме и по однос на устав, по однос на другите прашања. Меѓутоа, кога ќе стигнеме до решение, тоа ќе биде едно и единствено решение прифатливо за двете држави, без можност потоа за блокирање во процесот. Благодарам. И фалендерич. Уште едно прашање само, бидејќи од Европската унија се децидни дека мора да има реформи и резултати, на кој начин македонската влада би испорачала реформи и такви резултати ако имаме блокада од опозицијата со амандмани, за која беше порачена и по пресот на Могерини дека мора да се вклучи во парламентарната работа? Така. Значи, јас реков дека ова не е членството во Европската унија не е само технички процес, туку е процес на трансформација на целото општество. Тука да, владата има најголема одговорност. Меѓутоа има одговорност секој друг општествен чинител, а второ после владата, втор таков чинител е опозицијата. Така да и опозицијата има значителна одговорност кон овој процес. Опозицијата значајно може да го успори процесот ако така реши. Меѓутоа ќе треба да даде одговор пред својот електорат и пред граѓаните зашто успорува процес во услови на историска година, историска можност за државата и за целиот регион. Ние сме отворени за соработка, искрени за соработка, за секое прашање и за дебата и можност за прифаќање на мислењето на другиот. Ке остане нивна одлука како ќе се однесуваат. Јас сметам дека се уште има простор опозицијата да се вразуми по однос на законот за јазици. Тој е иреверзибилен процес. Нема враќање назад од тој процес затоа што веќе ја има добиено довербата од 69 пратеници, дека апсолутно е
прекршена постапката од страна на председателот, бидејќи председателот не е надлежна институција да процени уставност на закон, тоа е Уставниот суд кој што ја проценува уставноста. Има волја од страна на пратениците и таа ќе биде повторена. Сметам дека опозицијата имаше историска можност да го смени односот кон албанците, кон втората по големина етничка заедница, меѓутоа и кон самите процеси. Столтенберг во собрание го поздрави донесувањето на законот. Со тоа индиректно кажа дека тоа е еден од чекорите за членство во НАТО и Европската Унија. Опозицијата сега треба да се позиционира дали е за членство во НАТО и во Европската Унија. А меѓуетничките односи се основен столб на тоа членство. Патот на Македонија за Брисел поминува низ Охрид, тоа е кажано уште од 2001 година. Благодарам многу.